Дете старо 7 години, одејќи на училиште, пропаднало во отворена шахта длабока 2 метра, близу до училиштето во Горни Подлог. Исплашено, силно викало од шахтата за помош, па случајни минувачи го слушнале и го извадиле. Избезумено, мокро и со измет по целото тело си заминало дома, за среќа полесно повредено, поминало со неколку модринки. Не е прв пат дете или возрасен да падне во отворена шахта. Со оглед на тоа дека и неретко се покриени и обраснати со трева, чиста среќа е да се забележи отворената шахта. Жителите постојано ги информираат надлежните за проблемот, но се уште не е преземено ништо. Шахтата е отворена и е покриена со трава. Таму има мост, улицата е тесна и ако иде кола, пример мојата внука, кола идело таму и да се потргне од колата, паднало во шахта. А шахта е длабока сигурно 1,5 метри до 2. И викала помош, случајни минувачи, дојде ден, па и друг со кола, фанат ја здрасти и извадат ја. Не е многу повреден, има неколку модринки на раци, на нози, по телото, ама многу исплашена. И затоа неколку пати кажам за таа шахта да се стави некој капак, али уште не е ставено. И многу е тесно и децата немаат никакви услови таму за одење, нема стаза, нема тротоари, нема ништо, а се брзо вози тука. Кривината е таму многу лоша. Близко е школото, сите деца таму одат на школа. Сакаме да се преземе нешто, да се случи. А она имала среќа паднала со ноите надоле. Може некој да ти падне со главата и се повреди. Толку длабоко. Она кој деде дома беше сета на фекалии, смрдат, сета. Сплашено, плачеше. Ја гума става, децата минат од тука. Шахтата нема одгоре ништо ставено. Децата играат, ама